Започнуваме со уште едно отворено студио на телевизија Нова. Вечер разговараме на една човечка тема. Релаксирани сте, заминале на одмор, опуштени сте на плажа или пак шетате по некоја туристичка дестинација и одеднаш терористички напад, воен удар или пак нешто трето. Дали како туристи знаете како да се заштитите? Дали знаете кај кого да се обратите? Дали знаете на каде да бегате? Дали знаете воопшто пред да тргнете каде треба да одите? Проверувате ли кои се безбедни, а кои не се безбедни туристички дестинации? Токму на оваа тема и на сето она што се случува сега во Турција, најново, потоа со терористичките напади во Франција, во Ница и со сите оние во изминативе месеци, вечерва ќе дебатираме и ќе разговараме со моите гости во студиото на телевизија Нова. Но пред да одиме со моите гости, прво да ги представам господинот Ангел Иванов од Адриатик Маврово, од областа на туризмот, од туристичките агенции, професор Томе Батковски, експерт по безбедност, слободно ќе кажам, и вечерва во студиото со нас колегата Александар Видиновски, кој што имаше една неблагодарна задача да известува македонската јавност од прва рака за се она што се случуваше за време на воениот удар. Токму вечерта ти беше заглавен, заедно што на нашиот снимателот на ТВ Нова Игор Чединовски, на аеродромот. Она што беше највпечатливо од твоето јавување во тие доцни сатови беше дека бевте оставени сами на себе, без аеродромски персонал, без аеродромско обезбедување, да не зборувам полиција, ќе разговараме и за тоа. Пред да одиме во студиото со моите гости, на линк го вклучуваме колегата Ѓорѓе Камов. Тој денеска за потребите на ова отворено студио истражуваше цел ден кои се безбедни туристички дестинации, кои не се, зошто не се. Исто така од него информација и дали воопшто има начин како на интернет барем да дознаете дали има или нема информации за тоа кои се безбедни туристички дестинации. Ѓорѓе, добро вечер, добро дојде во отвореното студио на телевизија Нова. Успеа ли тие во твоето истражување денеска да најдеш барем информација како да ги класифицираш безбедни или небезбедни туристички дестинации? Добра вечер, Ани, до тебе и до гостите во отвореното студио. Како што информираше и ти, дел од државите кои што важеа за доста атрактивни туристички дестинации преку лето наеднаш стана и се отцепија од мапата на македонските туристи и повеќе не се толку многу поборувани како што беа претходно. Например, овде е Турција која што има прекрасни плажи, има прекрасни градови каде што може да поминеме летниот одмор, но ако се земе предвид дека од почетокот на годината до сега на нејзина територија се случија доста терористички напади во кои што животот го загубија околу 418, се ми се чини лица и над 500 се повредени, сепак и не е некоја добра одлука за да се помине летниот одмор токму во ова држава. Покрај Турција овде се и Либан, овде се и Тунис, Мароко, Шри-Ланка, која што навистина важеше за доста посакувана туристичка дестинација за македонските туристи, но повеќе не е. Зошто не е Шри-Ланка и останатите држави атрактивни за туризам? Токму за македонските туристи гледаме во прилогот во продолжение кој што го подготвив, но исто така од прилогот ќе дознаеме и кои туристички дестинации и држави во Европа, но и на Блискиот Исток и во Африка се сепак безбедни за патување. Изборот на дестинација за летен одмор бил проблем број 1 кога се во прашање безбедноста и здравјето на граѓаните. 2016 година со себе донесе доста турбуленции и немири жртви. Атрактивните плажи за кои секој македонски турист сонуваше да ги посети, сега се засенати од бомбашките масакри кои што проголтаа доста невини животи, а ранije илјадници туристи широм светот. Ако порано на екзотичната мапа беа Египет, Тунис, Јордан, Шри-Ланка, Мароко, Филипини, Алжир и Либија, сега овие дестинации ги одбираат само луѓето кои што треба да завршат деловни обврски, но не и да се релаксираат на нивните плажи. Само ова година во Египет се случија повеќе крвави напади во кои животот го загубија голем број цивили и полиција. Нападот кој што се случи во џамијата во Каиро ќе остане испишан по бројот на загинати кој надмина 180 лица, а рани околу 1300.
Во Тунис пак изминатата година животот го загубија 22 туристи при напад во Народниот музеј Бордо, а според тамошните медиуми, повредени беа повеќе од 50 лица, од кои голем број од нив беа туристи. Годинава 6 лица загинаа, а 14 беа повредени при експлозија на автомобил бомба во Јордан. Тамошната армија соопшти дека во нападот беа убиени гранчари, но не го соопшти нивниот број. И покрај тоа што властите во Шри-Ланка тврдат дека успеале да ги разбијат сите обиди за обнова на тамилските тигри, сепак ова држава останува опасна за туристите, особено по атентатот на индискиот премиер Раджив Гандали за време на неговата предизборна кампања. Пред 10 месеци непознати вооружени напаѓачи киднапирале двајца канадски туристи на филипинскиот остров Самал. Капетанот на филипинската војска изјави дека не знаат кој стои за киднапирањето, но во одмаралиштето за време на нападот престојувале околу 30 странски туристи. Во Мароко пак, кон крајот на 2015 година беа опсени 11 членови на терористичката група, која подготвувала напад за време на новогодишната ноќ. Тие беа ликвидирани во неколку групи кои действувале во големи градови како Фес и Казабланка. Во Турција само ова година во терористички напади животот го загубија околу 400 лица, а повеќе од 500 се повредени. Повеќето напади се случуваа во Анкара и Истанбул на најфреквентни туристички места. Туристите во Кенија најголем страф имаат од исламистите од Боко Харам, кој неодамна ја презеда одговорноста за грабнување на француските туристи, со цел да добијат ослободување на нивните соборци затворени во Камерун и Нигерија. Алжир и Либија остануваат исто така опасни дестинации за туристите ова година, поради нивната блискост со Блискиот Исток, како и транзитниот пат на исламистичките терористички организации. Според информациите до кои дојде телевизија Нова, годинава за побезбедни туристички места се сметаат Хрватска, Бугарија, Шпанија, Малдиви, Куба, Хаваи, Црна Гора, Албанија, Дубај, Аргентина, Бахами и Израел, кој што спаѓа во средно безбедна туристичка дестинација. Но и покрај препораките за безбедно патување кон овие дестинации, сепак во светот безбедноста е на повисоко ниво, за разлика од претходните години, поради големиот ризик од нови терористички напади. Така, студио, сепак безбедноста е на повисоко ниво. Да се надополнам дека во Италија и во Франција е зголемена граничната контрола. Во Италија Министерството за внатрешни работи на полицајците им рекло со себе да носат пиштоли додека не се на работа, токму поради нивна поголема безбедност. Олимписките игри во Рио ќе ги обезбедуваат 82.000 полицајци, што е дупло поголем број за разлика од Олимписките игри во Лондон, кои што се одржаа во 2002 година. Исто така и соседните држави кои што граничат со Турција ги зголемија контролите на самите граници токму поради ова што се случуваше изминатиот викенд во Турција и која што е ваша тема на отвореното студио. Доколку имаш прашања, повели. И благодарам за ова вклучување, Ѓорги, за информациите што ете целдневни уморно бараше. Можевме да видиме од прилогот дека си дошол до некои информации за тоа што се случувало, односно што било актуелно изминатите туристички сезони, но дали имам информации, еве оваа туристичка сезона, господин Иванов, ќе започнеме со вас вечерва. Дали воопшто македонските туристи кога ќе дојдат да земат некој аранжман, дали воопшто прво прашање е само цената или пак прашуваат дали е таму безбедно или не е безбедно? Дали се интересираат воопшто? Тоа е веќе сосема една новина и друга тема на која до сега не сме разговарале во агенциите, но тоа спаѓа во една категорија минимум туристичка култура, бидејќи и клиентот, тоест туристот, треба да има сознание и агенцијата, но и државата, и таа ни сугерира со која држава имаме добри политички и други односи, дипломатски. Ние исто така имаме сознание каде сме добри, каде не, но се разбира и клиентот. Но ова веќе се менува на дневна основа. Веќе не се знае никаде, веќе не се знае и дури ни оваа анкета може да биде утре ново. Надополнета со уште 2-3 земји. Со други проблеми и други случки. Затоа навистина треба будно да се патува или да се размислува каде се патува, бидејќи светот стана глобално проблематично место за живење. Така. А цел на овие напади се таму кај што има масовно движење.
туристи, трговски центри, плажи. И навистина треба сериозно да се размислува, а има анонимни места кои навистина сега треба почнеме да ги одбираме нив. По-анонимните места кои не се толку посетени, не се толку атрактивни и нема да бидат веројатно предмет на нови напади, нови проблеми и нови жртви. Така. А дали вие како туристички агенции во Македонија имате информации во однос на безбедноста доволно, дали имате добра соработка со надлежните институции од безбедносен аспект? Еве чувме дека сега после нападот во Турција, Русија по наредба на Путин веднаш испрати чартер летови, сите 5000 во тој момент руски туристи се итно вратени назад за Русија. Веднаш издаде соопштение американскиот Стейт Департмент, сите американци да го избегнуваат, да избегнуваат Турција, истото го стори и Велика Британија. Ние имавме вклучување токму телевизија Нова во својата ноќна програма, кога известувавме за настаните во Турција цела ноќ. Веднаш го добивме амбасадорот Муцунски, нашиот амбасадор во Турција, разговаравме со Министерството за надворешни работи, имавме некои информации, дали туристичките агенции ги имаат овие информации на време? И пред време, да не речем. Да, во принцип да, но последното црвено копче сигурно ќе го притисне државата како ова во Русија, бидејќи ти имаат повеќе информации и друг вид информации него што имаме ние туристите. Знаете, бидејќи секој ден не предупредуваат, внимавајте, утре е жолта фаза, алертна фаза, портокалова, не излегувајте. Така и ова исто треба да се постапи. Мислам дека секоја држава, вклучително и нашата, можеби води сметка и најнакрај ќе даде информации до туристичките агенции, до клиентите, до информациите, до медиумите, дека некоја земја е бескрајно сериозно опасна и не треба да се патува таму, и ако имаме таму веќе патници, подитно да се вратат, бидејќи видовте што се случи во Турција. Прво се затворија граничните премини, патиштата, аеродромите, небото. Така. И каде човек ќе дојде во такви околности и од каде? Затоа навистина треба будно да се прати и мислам дека државата тоа го прави и на време ќе ги предупреди агенциите и туристите. Има ли било какво официјално некој известување сега во однос на Турција кој што пристигнало до вас, до агенциите, или се уште се чека да се види, бидејќи навистина не се знае што ќе се случува во Турција? Да, во овој момент утехата е дека ситуацијата е под контрола, но бидејќи тоа е тектонско движење од оздола и никој не знае и кога повторно ќе удри нов стрес и земјотрес од политички вид, не се знае, но треба можеби да се постапи онака како и што постапуваат и другите земји. Така. Да се на време да се оценат туристите од опасни зони, а Турција во моментот е опасна зона. Јас имам информација дека голем број на туристички агенции во Македонија веќе размислуваат целосно да ги откажат и аранжманите во Турција, односно воопшто да не ги нудат, додека не се знае на што сме. Но исто така имам информација дека многу македонски туристи инсистираат да додат токму во Турција поради ниските цени. Македонците имаат шведска крв и многу ги сакаат турските шведски маси. И All тоа inclusive, многу ги за малку пари. привлекува, да. Но денес разговарав со многу колеги кои овие што имаат пакети и чартери за Турција и сериозно размислуваат во текот на овој месец да повлечат голем број од туристите и понатаму да не организираат, освен на барање на некој, нели, На инсистирање на клиенти, можеби ќе оди идниот месец еден чартер или 2 месеци. Тоа е предпоставка која чув денеска, можеби нема да биде правило, ќе видиме нештата како ќе се развиваат понатаму. Но опасноста постои. Така. Ќе се вратиме повторно, правиме мала пауза за реклами, а потоа господин Батковски со вас да видиме дали може воопшто се одговори на прашањето како безбедно на одмор. Се враќаме веднаш по реклами. Назад сме во студиото на телевизија Нова, тема терористички напади, воени удари, каде и како безбедно на одмор, дали воопшто може да знаеме. Малку се пошегувавме со господинот Ангел сега за време на рекламите дека порано за безбеден одмор беше доволно гума за пливање или евентуално кисело млеко за изгореници, а сега бога ми работата е друга. Професоре Батковски, има ли воопшто можност еден обичен човек, еве вие сте експерт за безбедност, ги следите, се интересирате за сите овие нови настани во светот, страшни настани во светот, има ли можност еден обичен човек да знае и ЕЦП-СП да одбере кое е безбедно место за да го помине својот одмор? Добро вечер од моја страна.
во секој случај поединецот не може тоа да го знае и да го направи, меѓутоа затоа е тука државата и институциите кои имаат должност да му обезбедат безбедност на граѓаните, како во границите на сопствената држава, така и кога е надвор од границите на државата на која припаѓа, без разлика дали е турист, дали е на службено патување, дали е во роднинска или пријателска посета. Значи, обврска на државата на која припаѓа, чиј државјанин е да обезбеди негова сигурност. Тоа е од една страна. Второ, обврска на државата, каде што ќе престојува, исто така е да му ја обезбеди безбедност. Така. Во оваа смисла треба да се каже дека сите овие предизвици, новиот свет што ги донесе, нажалост, покрај во насока на хуманост, на развивање на добрите односи, напредок во науката и техниката, донесе и напредок во насилството. И тоа во организирани форми на насилство. На времето, пред 45 години, беше така многу популарна една максима на Маклуан, дека светот ќе стане глобално село, мислејќи на поврзаност. И тоа е точно. Меѓутоа, стана глобално село и во однос на поврзаноста на сите овие организации, на оние кои што не мислат добро. Деструктивни сили, кои се насочени кон насилство. Насилство во најопшти смисла на збор. Сега се вратам најконкретно на ово прашање. Значи, бидејќи државата е таа која е должна да обезбеди безбедност на своите граѓани и во рамки на државата и надвор, како и државата каде што престојува, во случајот зборуваме за туристи, таа е должна, таа е одговорна како секој домаќин, таа е држава домаќин, да обезбеди безбедност на граѓаните од друга држава кои се сега во својство на туристи. Има одредена низа на активности кои би требало и се повеќе тоа го диктираат настаните да се преземат. Имено, според мене, постојат неколку нивоа кои мора да се развиваат, а за сега не се развиени како што треба. Имено, обврска е на државата преку своите, секоја држава, преку своето Министерство за надворешни работи и разузнавачката служба да обезбеди навремени податоци за безбедносната состојба во дадена држава, во случајот држава каде што има повеќе туристички дестинации. Значи, тоа е обврска. Во таа смисла, треба да се проучи состојбата во дотичната држава и во една разработена безбедносна проценка да се одреди степенот на ризик во случај и за туристите. И да се информираат туристите. Тоа е после. Ако се сеќавате пред овие настани во Турција, администрацијата на Соединетите американски држави објави официјално соопштение во кој ги повика своите граѓани да не патуваат и да не престојуваат во Турција. Да, и тоа беше неколку недели, Тоа ако не беше месеци врз основа пред. на податоци, да, Така. добијани од нивната преузнавачка служба. Не беше тоа случајно соопштение. Јас и во едно интервју, дали за вашава телевизија или за некој од другите телевизиски куќи, кажав дека тоа е еден многу значаен знак и за Дека во сите таа земја држави. нешто ќе се случува. Имено, Така. имено. Значи, тоа е тој прв чекор. Меѓутоа, ова не треба кампански да се работи, туку треба да биде тековна обврска на Министерството за надворешни работи заедно со Агенцијата за разузнавање или разузнавачката служба. Тековна активност каде што ќе се изгради една безбедносна проценка, во случај ако е Турција, во прашање за Турција, и врз основа на заклучоците од безбедносната проценка ќе се одредат натамошните чекори. Дали ќе се даде препорака, дали ќе се даде упатство конкретно, тоа е веќе фактичко прашање. Вториот чекор е соработката на туристичките сојузи, туристичките агенции преку туристичкиот сојуз на дадена држава со Министерството за надворешни работи. Значи, таа соработка мора да биде многу, така да кажам, Блиска секојдневна, блиска, да не речем. секојдневна и креативна. Каде што ќе се добиваат навремени податоци, затоа што туроператорот најнепосредно е во контакт со граѓанинот. Идниот турист. Тој треба да му ја обезбеди безбедност. За граѓанинот е битен туроператорот. И затоа тоа е едната релација која Кога нешто треба ќе се случи додека си на пат, прво се јавуваш на туристичката агенција или се имено обраќаш на на организаторот. туроператорот, така? Меѓутоа сега, туроператорот токму затоа едниот линк мора да му биде со домашното Министерство за надворешни работи околу безбедносните аспекти, а вториот линк е со туроператорот во државата каде што треба да престојува туристот, односно туристите. И ова треба да биде сега една пракса
или да стане пракса, но креативна пракса, не кампањска, не од случај на случај. Тоа мора да биде пракса, дури јас предлагам тука и во самите туристички сојузи, туристички организации, да се ангажираат стручњаци од областа на безбедноста, кои ќе ги остваруваат овие линкови чисто на безбедносен план. Бидејќи видовме веќе, не се работи само за инцидентни ситуации. Ова стана веќе појава. Така. Сега немаме време да пошироко зборуваме. Дали ќе биде деструкцијата од терористички аспект? Дали ќе биде извршување на воени удари, успешни или неуспешни, тоа за туристот е иста Не е работа. битно, да. Тој е несигурен, може да настрада. Дали ќе се работи за организирани криминални групи? Зашто и тоа е многу битно. Знаете, ако туристот се упати во една дестинација каде што оперира одредена посилна криминална група, исто така неговата сигурност е Многу добар загрозена. пример е Мексико. Мексико, секојдневно слушаме на вестите убиства на наркокартели, обезглавени тела и така натаму. Меѓутоа Канкун, чинам дека е толку обезбедено што таму турист немал проблем затоа што си го чуваат како туристичка дестинација, си го обезбедуваат, не дозволуваат ништо да се случи. А видите се, тоа е обврска на самата туристичка организација. На трево местото така. Имено, сега, бидејќи зборуваме сега од аспект на Македонија, на упатување туристи. Застанав на обврската на соработка. Значи, организацијата која упатува, соработува со одреден туроператор од дотичната држава. И мора да бара гаранции за сигурноста на туристите кои ги упатува. Си има тука безбедносни стандарди. Но сето тоа ќе зависи од конкретната проценка на безбедносна состојба во дотичната држава и во одредената дестинација. При тоа сакам да кажам, едно е безбедносна проценка на безбедносна состојба за цела држава, а друго е безбедносна проценка за секоја поделна територија во државата, бидејќи не мора да значи ако во одреден дел од државата безбедносна проценка е стабилна, дека во другиот дел е добра. Вие го спомнавте Мексико. Мексико е голема држава. Канкун е една дестинација, меѓутоа имате таму многу дестинации кои не се сигурни. Дури опасно и движењето. Да. Според бројот на убиства кои се извршуваат во единица време. Сега да се навратам на вашево прашање, да го продолжам одговорот. Значи ова мора да постане според мене пракса. Бидејќи влегуваме во период на една глобална нестабилност. Кога во самите Соединените американски држави, ево вие како новинари може да направите еден преглед, само за последниве неколку месеци, колку официјални полициски лица се убијани. Настрана колку граѓани се лишени од живот. Тоа е еден податок кој веднаш треба да алармира. Станува збор за најмокната држава во светот, со висок степен на демократија, како обично се вели. А бројот на убиства е... И со земја со големи овластувања на полицијата. Да, меѓутоа гледате сега гинат официјални полициски офицери. Значи тоа е еден многу значаен индикатор дека степенот на насилство се зголемува во светот, продажбата на оружје, јас би рекол нажалост, е на врвот и најголем профит остваруваат организациите на светско ниво кои продаваат оружје. А оружјето не се продава за да оди во музеј, се продава за вршење разни насилства, од убиства до остварување грабежи, упади во одредени објекти, во одредени држави, организирање воени удари, преврати од најразличен вид и така натаму. Значи, сите овие индикатори упатуваат на тоа дека безбедносната состојба во оваа смисла се влошува. И токму поради тоа овие мерки што јас ги или потези што ги предлагам не како кампања, туку како еден стандард сега што мора да се применува. Зашто видите, огромна е одговорноста на туроператорот кој ги испраќа туристите. Огромна е неговата одговорност. Како родител лично одговорен Станува збор за животи на луѓе. Тоа е една работа. И трето е прашањето на образование на самите граѓани. Во однос на сиве овие прашања. Затоа што, само да ја завршам мислата и ќе продолжиме, затоа што граѓаните во основа би биле или се жртвите. Вие видовте сега и во Турција во овој неуспешен воен удар, во овој пуч, најголем број од загинатите се граѓани. Се граѓани.
Така е во секоја држава. И ја секојаш затоа инсистирам на поврзаност на овој, би го рекол се, безбедносен еден синџир, од Министерството за надворешни работи, дотичната реузнавачка служба, Туристичкиот сојуз како една покривна организација со туроператорите до граѓаните кои мора да бидат добро образовани и информирани за сиве овие настани. Но повторувам, да не биде тоа кампања, тоа да биде еден процес кој мора да го сватиме и прифатиме. Бидејќи, само исто тоа ќе завршам во овој дел, веднаш се на удар, значи, аеродромите, железничките станици, автобуските станици, места кај што мора граѓанинот, туристот да престојува, да едноставно да помине низ тие точки, така да кажам. Потоа се патиштата, исто, не мислам тука само на сувоземните, и на воздушните, коридорите. И затоа е покрај ова безбедносна проценка за која зборував за дотичната држава, исклучително важна е и безбедносната проценка на воздушниот простор во даден регион. Имавме можност да видиме вечерта во Турција, сите го избегнуваа. Ако професор, велам студентот, туристот е безбеден во одредена точка, што ако тој не може да биде транспортиран во собствената држава, ако мора подолго време да биде во одредена изолација. И тоа е безбедносно, многу важно безбедносно прашање. Што е во случајот и најголемо прашање за Турција, што доколку се ескалира ситуацијата и се затворат границите, ќе се вратиме на тоа. Кога сме кај аеродромите, информираноста, односно едуцираноста на нашите македонските туристи, јас и Александар имавме прилика да се увериме дека не знаеме, барем ние македонците, во момент кога ќе не удри каде да се обратиме. Ти, Александар, вечерта кога беше заглавен на аеродромот, вие јавивте со колегата Игор дека сте виделе кога зборуваме за оружјето цивили кои што носеле оружје, не сте знаеле дали се цивили, дали се полицајци со оружје во цивилна униформа или се поддржувачи на Ердоган, бидејќи кога настанаа сите гужви, знаеме дека неколку илјади поддржувачи на Ердоган буквално, да, не пречени од никој, упаднаа во аеродромот. Некои од нив беа млади, вака моја лична проценка е 19, 20, 21 година, кои што носеа пушки колку тие што се големи. Така што буквално се чувствувавме многу небезбедни, бидејќи знаевме што се случува најдвор од аеродромот, меѓутоа кога видовме дека толку голема бројка на луѓе и вооружени толку комотно си влезе во аеродромот, свативме дека веќе нема шала и дека буквално сме оставени сами на себе. Имаше таму многу македонци, имаше многу странци, заглавени околу 5-6 илјади бројка, споменавме дека луѓе кои што беа заглавени патници на аеродромот. Највпечатливо беше тоа што никој не знаеше како да испрати информација дома, ниту пак оние кои што имаа некој близок на аеродромот, посебно од Македонија, не знаеа каде да се обратат за помош, па се случуваше ти да добиваш пораки SMS, телевизијата добиваше пораки, бидејќи кога виделе дека сме во живо и дека имаме новинар на аеродромот, подобивавме, ве молам, тоа и тоа име, дали е безбеден, требаше да лета преку Истанбул, добија ти многу пораки. Јас во целата гужва 5-6, ако добро помнам, видов македонци тамо. Меѓутоа, бевме цело време во директна телефонска линија со амбасадорот Муцунски. Он ни кажа не се неколку, туку се повеќе македонци тамо заглавени. Спомна дека има и дипломати на МНР тамо заглавени. Он, бидејќи ние како новинари имавме контакт со него, ни пренесе некои безбедносни пораки и пораки за другите македонци што моментално се наоѓаат во аеродромот, што треба да прават во ваква ситуација. Ова е одлична информација, значи не било, сте имали и комуникација, сте имали и насоки, така? Да. Значи, прве ни кажа, според наша лична безбедност, дека он не знае каква е точно структурата на аеродромот. Рече, одете тамо каде што има дебели ѕидови, каде што нема поглед на отворен простор, затоа се симнавме нели најдоле во последниот кат на аеродромот. Ни кажа да им пренесеме на сите други македонци кои ќе ги сретнеме, да бидат колку што е можно поспокојни, бидејќи оваа вечер во Турција, а вклучително и во Истанбул, аеродромот, посебно транзит делот каде што бевме ние сместени, е практично можеби и најбезбедното место. Поарно тамо отколку на улица, да, во тие моменти. Да, вика во вакви случаеви ние не можеме да дојме да ви извлечеме, бидејќи еве и да пратиме, нели беше прогласен и полициски час, дека не смеше никој да се движи надвор. Меѓутоа да направиме обид еве и со автомобил со дипломатски таблици да дојдеме до аеродромот некако да ви извлечеме. Многу
постои големи шанси првен ние да бидеме на ризик, бидејќи не знаеме на што ќе налетаме, бидејќи сите ги гледавме тие снимки, додуше ја ги гледав неколку дена подоцна дека надвор од аеродромот дека имаше оклопни возила, имаше полиција. Луѓе собрани, блокирани патишта, што од граѓани, што и да ви извлечеме од тамо, ќе треба да ве однесеме во конзулатот, македонскиот конзулат во Истанбул, кој се наоѓа на плоштадот Таксим, а знаеме дека тамо се случува оние борби. Да, така што рече, вечерта најверојатно ќе треба да ја поминете на аеродромот, чувајте се, бидете колку што може повеќе во група заедно за да може да се брифираме меѓу себе, да ги разменуваме сите податоци. Меѓутоа, јас најдов не само луѓе од Македонија, туку и од Србија, и од Хрватска, дури на шала викавме еве макава допринесе сега Југославија, баш од цела Југославија, да се собереме, така што со нив ни беше лесна комуникацијата и на нив им ги пренесовме сите информации што ни ги кажува и од амбасадата, меѓутоа и од македонското МНР, кои исто така нивни представници многу често телефонира, прашува како сме, дали сме добро, исто како вие, како мои колеги што се информиравте, каде што сте, дали имате за јадење, за пиење, буквално истите прашања ги добивме од нив, дополнително со насоки што да правиме понатаму. Тоа е одлична информација. Дали ти еве како патник, не сега само како новинар, знаеше во моментот се случува хаос, ви имавте во еден период и слушнавте експлозија, силна експлозија, знаеше ли каде да бегаш? Тоа неколку пати го кажав, како каде да бегам. Значи, верувате дека пред да се случат тие неколку детонации, што беше според мене вака и најкритичен момент на вечерта, имајќи во предвид дека во моментот кога простри таа информација дека Ердоган слета на аеродромот каде што ние се наоѓаме, набрзо потоа се слушна тие детонации. А од после се дозна дека тоа било обид војската повторно да го превземе аеродромот, па успеале силите на Ердоган да го повратат, значи се случувало драма. Да, значи јас имав информација дека војската е надвор околу аеродромот, дека поддржувачите на Ердоган и дел од полицијата се во аеродромот и дека Ердоган слетува во на тој аеродром и мене вака една логична целина ми се склопи дека сега ако армијата реши дека треба да го фати Ердоган, да го апси во моментов дека не ќе ми да помислам што може да се случи. Значи пред да се случат тие детонации имаше неколку истрели, тука се случи и оние први стампеда. Значи луѓето меѓу себе си се повредија, бидејќи тоа не претежно не беа турски граѓани, тоа беа луѓе од ја може да слушнам на јапонски збори, на француски, италијанци, значи луѓе што стварно знаат дека нешто од аеродромот надвор се случува, меѓутоа нема информации што точно се случува. Кога се случна првите истрели, настана такво стампедо што луѓето не одеа по ние ескалатори, туку по помошните пожарникарски скалички бегаа во долниот дел на аеродромот и тука се исповредија луѓето, буквално се прегазија меѓу себе. Ја мислам дека само е случајно што немаше ни жртви, дека буквално веруете. Газа еден преку друг. Да, значи тука веќе разумот претпоставувам не беше клучен фактор, туку клучен фактор беше инстинктот како да се преживее, бидејќи транзитниот центар на Кемал Ататурк е голем, на неколку ката. И ако на еден дел се случи нешто и од тамо почна да трчат луѓе, тоа буквално како бран оди. И имаше моменти кога слушаш само врискање. Некој вика трча, а не знае зашто трчаш и ти. Да. И во тој момент се појавуваат оние луѓе што ги кажам вооружени или полицајци во униформа со пиштолети извадени, луѓе во цивилка со автомати и знаеш дека нешто дефинитивно не е во ред и тоа дополнително те вознемирува. Така што тие беа тие моменти на паника. Едно време се смири ситуацијата. Меѓутоа ние кога мислевме еве во ред поддржувачите се внатре, веќе половина час ништо посебно не се случува. Мислам во тој момент најмалце што сакате да слушнете и истрел или детонација, знаете дека тука ескалира работата и веруете буквално во тие моменти ние бевме во најгорниот кат на аеродромот, во еден како лаунџ бар. Се слушна толку силна експлозија што буквално се крена прашина, неколку неонки испопаѓа и тука станат буквално општ хаос. Тогаш го имав и јавувањето баш со... Така, во тој момент се јавите. Да, веднаш се јавивме и потоа сликата беше стравична. Мислам, буквално жени лежеа со децата прегрнати. Кога помина паниката, другите луѓе доаѓа, викаат демек станете, демек се е во ред, можете да се стимнете доле. Жените буквално беа во шок, не реагира на зборувањето на луѓето. Значи тотално неприсвест. Така што тоа беше уште еден знак, мислам, не беа пријатни тие гледки во секој случај. Меѓутоа, најголем дел од патниците потоа се стигнавме во најдолниот дел на транзитниот центар, каде што претпоставувавме дека е најбезбедно. Потоа се слушна уште неколку детонации, меѓутоа не се створи таква паника, бидејќи звукот со помал интензитет беше на долниот кат. И потоа набрзо знаете ситуацијата, веќе околу 4 часа утрината почна да се стабилизира, за околу пладне аеродромот повторно да биде отворен. Претпоставам дека тука имало и од странство притисок да се отвори, бидејќи многу странски државјани беа заглавени
на аеродромот. Она што господин Батковски и господин Иванов, она што Александар го нотираше и во неговите јавувања во текот на ноќта еве и сега е дека 6 часа, 7, колку бевте заглавени, ако не и повеќе, никој од аеродромскиот персонал, никој, вие кога носите група, има туроператор еден со нив кој што е задолжен, сите тој им кажува, сега ќе одиме на лево, сега ќе одиме на десно. Аеродром, еден од најголемите во Европа, еден од најфреквентните во светот, да нема ниту едно официјално лице, аеродромско обезбедување или било какво лице, полиција не видовте до моментот кога упадна гужвите кога настана, цариници и други униформирани лица. Дали господин Батковски, тоа дозволиво, еве вие имате контакт и со граничари, и граници, аеродроми и така натака? Така, јас ќе кажам некои собствени искуство, тие се така наречени земни стюардеси и стюарди, кои служат таму, но веројатно тогаш тие правила не важат. Сигурно и кај нив дошла некоја паника или некоја одлука или некоја наредба тие да се повлечат. Не знам што точно, но ова ми се допадна, што добија инструкции од господинот Муцунски, нашиот амбасадор. Тоа е информација за почет, но тоа е веќе една поука како во иднина треба ние да се поврзуваме, бидејќи јас да бев таму со мои туристи, не може да им кажам да станете до дебелиот зид или направете вака или онака. Бидејќи не ги знаеме тие информации, тие правила одамна сум ги заборавил, тие важеа некогаш во сите во одбрана и заштита да. Но сега тоа е веќе нешто кој треба да се наметне. Министерство за надворешни работи, со Министерство за внатрешни, со сите комори, туристички агенции, значи сега треба да се прави нова стратегија како кога се патува во светот, во случај да се случи нешто, да имаме сите инструкции кои ќе пренесеме на туристите и можеби да не се случи ништо и тие да речат само ни го губевте времето. Меѓутоа еднаш треба, не треба два пати. Само еднаш. И таков тренинг може да спаси живот. Точно така. И ова е многу добра инструкција да се добие преку сите институции, МНР, МВР и сите органи, комори, Министерството за економија, да ги покани агенциите и од сега да се прави стратегија како надбор од Македонија. Бидејќи непредвидиви се ситуации. Господине, има ли, немам сега информација, вие сте професор по безбедност, имаме ли ние се уште во основното училиште, како на времето во мојата генерација, кога имаше тоа одбрана и заштита, па имавме и оние вежби за земјотреси, за се и се што. Давање крв, врзување раце. Скривниците, така натака, да, прва помош. Не знам како е во основното и во средното образование. Ние имавме, јас се сеќавам дека имавме. Имено, меѓутоа, овде зборуваме за нешто навистина многу сериозно и затоа инсистирав јас на овој синџир на активности, поврзани активности кои нема да бидат кампања, токму во насока да не се дозволи прво непријатни изненадувања да не се дозволи за нашите туристи, второ да се обезбеди сигурност на нивните животи, бидејќи насилството сега добива нова димензија. Овде не се работи за поединечни насилства. Ова што го спомна вашиот колега, зашто не интервенирало обезбедувањето. Обезбедувањето, колку што знам јас, на сите аеродроми, па и на Кемал Ататурк е извонредно, меѓутоа, овде стануваше збор за пуч, значи се пасивизирани тие нивоа на обезбедување. Тоа е страшно опасно, едноставно тие се ставени надвор од функција. Да. Со која цел и како тоа е фактичко прашање, се анализата допрва ќе покажу, таму е во Турција се уште жешка состојбата, таму активно се апси. Да. Активно се врши сега насилство од другата страна, таа која условно победи во овој неуспешен пуч. Гледате, има пребивање на луѓе, можеби има убиства, се апсат без налози. Да. Тоа е страшно опасна една ситуација. И токму сега заради тоа, ваквите безбедносни проценки се неопходни со оглед на тоа што флуктуацијата на луѓе во современиот свет е неопходна. Не може границите да се затворат. Не само заради туризам, заради деловни посети, роднински, пријателски посети мора да има. Затоа е огромна задача за се на државните институции да направат таа мрежа на тој систем на еден систем на обезбедување на своите граѓани во странство, а што почнува секогаш со правење квалитетна, безбедносна
состојба. Проценка на безбедноста, како во медицината, што ако немате квалитетна диагноза, не можете понатаму да планирате квалитетни мерки за оздравување, така ви е во безбедноста. Без квалитетна безбедносна проценка на состојбата во одредена држава, во случајов Турција, сега сите служби во светов практично, кои имаат посебно допир со регионот, работат на ова прашање. Каква ќе биде непосредната иднина во Турција? Како ќе состојбата е многу жешка. Страшно е интересно. Заради тоа, значи сега, бидејќи зборуваме за сигурноста на туристите, и нашава држава, тој синџир безбедносен во случај за обезбедување на безбедноста на туристите при престој на одредени дестинации во странство, мора да биде така искреиран да оди од, реков, разузнавачката служба на државата, Министерството за надворешни работи, преку сега институциите во државата, пред се туристичкиот сојуз или туристичката комора, заедно со туристичките организации, секако Министерството за внатрешни работи, и да стигне до граѓанинот, кој е субјект на тие патувања. Дали може да се обидеме да ги информираме граѓаните? Ние новинарите сме биле принудени и сме морале да имаме одредени обуки кога станува збор за ете вакви ситуации, известување од кризни жаришта, од воени подрачја. Јас лично сум била на неколку такви обуки и семинари, каде што ни било кажувано како да се однесувате доколку сте заложници, како да се однесувате. Дали може да им пренесеме на гледачите мал дел едукација од тие работи? Терористички напад треба да паднеш да се правиш мртов или треба да бегаш? Воен удар, да бегаш на кај полицијата, дали можете заштита, или да бегаш од полицијата подалеку, бидејќи информациите еве во случајов се и да видевте полиција или војска бегајќи на сигурно мислејќи во Турција, сегова можете да настрадате уште повеќе ако отидевте на кај нив. Дали можеме така накратко, кои се процедурите, како? Токму е вашето прашање тргнува од тоа дали е вакво или такво сите. Зависи од проценката на безбедносната состојба. Се зависи од проценката на безбедносната состојба, второ од местото на самиот објект. Дали е во жариштето на судирот или е на периферијата на судирот. И во таа смисла... Што во случај да е на жариштето, што во случај да е на периферијата? Бегаш, остануваш. Во секој случај мора да има добра соработка со својата амбасада. Амбасадата на собствената држава. Тоа е прво, треба второ, да се... со обезбедувањето во објектот, каде што престојува. Тоа е најдиректно задолжено за безбедноста на туристите. Трето, со туроператорот кој е домаќин. И четврто, заедно со туроператорот кој го испратил. Так. И мора стрикно да се следат безбедносните упатства. Какви ќе бидат тие е фактичко прашање. Во секој случај, во ситуација кога е загрозен јавниот ред и мир од повисок степен, најдобро упатство е да се остане во објектот во кој се престојува и да се соработува со обезбедувањето во самиот објект. Бидејќи секој излегување на улица не знаеме што е е огромен ризик не само за туристите, е ризик и за граѓанинот на дотичната држава. Според тоа, затоа е исклучително важно овие претходни активности да бидат реализирани, да не биде оставен туристот сам да носи одлука. Затоа ваквите ситуации се ќе ги натераат и туроператорите, што испраќаат, и туроператорите кои се домаќини, заедно со државата од која потекнуваат туристите, државата која е домаќин, преку своите институции, бидејќи се тие по дефолт задолжени за безбедноста на туристите. Со сите резолуции светски, така, морам да ги обезбедат основните услови за сигурност на туристите. А за се тоа, туристите мора да бидат навреме информирани. Морам да кажам своја лична приказна, да не речем, или значи и еден апел до граѓаните, сите оние листови што ви ги даваат во туристичките агенции пред патувањето, не се обични листови само да се доказ дека вие сте платиле. Прочитете ги оние листови, таму имате контакт телефони, имате информации и на местото каде што адресата, телефонски контакти од местото каде што престојувате, бидејќи вие можете да сте во хотел во Истанбул, ова да ве задеси на среде улица. Дали во моментот, еве секој нека се запраша, дали на улица каде што се налетување, ако се случи нешто, имате бројот хотелот каде што сте сместени. Никој тоа не го чува при себе, сите тие ги оставаме или по дома или по куферите, сите тие кога патува во Соединетите Американски држави, при самото пристигнување од моите домаќини ми беше дадено едно картонче на кој што пишуваше кој ми е домаќин, кој ме донел, на кои телефонски броеви може да ги контактираат тие домаќини доколку има било каков проблем или доколку не дај Боже ми се случи нешто на улица, кога ќе го видат тоа ливче, знаат кого треба
контактираат. Истото го прават и македонските туристички агенции. Ги имаме сите тие информации на они листови, но нашите туристи едноставно ги фрлаат во канта. Оваа случка спаѓа во категоријата вис мајор, виша сила. И на тоа треба да се делува многу трезвено и јас меѓу другите моменти кои го наброи господин Батковски, прво и основно е ладнокрвност. Свест да не што во некоја ситуација. Прво, ако тука се изгуби свеста и човек делува панично, сигурно ќе биде меѓу првите жртви. Ова што го наброите за Америка, јас ќе го кажам за Австралија, 2001 година тука имаше еден нашинец, македонец, од Горно Конјари или Долно Конјари, не знам кој е, тука е до Скопскиот аеродром, младен, и почна бојната во Македонија. И му викам, младене, ти имаш австралиски пасош, бегај, а не, мене ке ми ринга Австралија дома. И младен чекаше во Горно Конјари Австралија да му ринга. Што е многу сериозно. Значи, државата сега треба да почне нови методи на заштита на своите граѓани. Така. И тие, јас ви реков и пред малку, тие се први и последни што ќе остиснат црвеното копче за некоја земја се патува или да не. Да, не треба да бидете оставено на граѓаните или на туристичките агенции. Тука ќе направиме уште една кратка пауза, меѓутоа ќе направиме пауза на тој начин што јас ќе повикам изјавата од господинот Керим, кој што вчера беше дадена за во врска со сите овие настани во Турција, во која што тој упати еден многу човечки апел до граѓаните, барем до оние кои што ете решиле по секоја цена да одат во Турција. Сега да слушнеме изјавата, рекламите, се враќаме назад во студиото. Во моментот има голем број на македонски туристи кои што се во Турција, кои што се чувствуваат безбедно. Сега нема проблеми, меѓутоа како ќе биде ситуацијата и ние пратиме и сме постојан текст со Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Во корелација сме со Турсап, значи Турската асоциација на туристички агенции, која што имаме секојдневен сабајли, има в контакт. Сега за сега све е во ред, меѓутоа не знаеме кон која насока ќе се одвиваат работите и мој апел до сите кои што планираат да патуваат во Турција да одат само во хотели со 5 звезди, во ресорти со 5 звезди во наредните 10 дена, додека нема некоја појасна слика што ќе се случува и како ќе се случува. Бидејќи во хотелите, ресорти со 5 звезди све е во ред. Мој апел и моја препорака до сите туристи кои што планираат да ја посетат Турција во наредните 10 дена. А после 10 дена ќе имаме една појасна слика што. Назад сме во студиото на телевизија Нова, тема тероризам, воени удари, што ли уште не се случува ни светот, каде и како безбедно на одмор, има ли воопшто можност поединецот сам да донесе одлука, сам да знае. Нова тема дискутираме повеќе од 1 час. Сега додека траја рекламите и паузата, пред тоа ја слушнавме изјавата од господинот Керим, која многумина, јас мислам дека не ја сватија зошто господинот Керим повика за хотели со 5 звездички, затоа што дури и по закон, дури и по оние стандарди, кога се добива хотел со 5 звезди, се има посебни безбедносни аспекти кои што треба да се исполнат за да се добие таа 5-та звездичка. Сите тие хотели имаат така наречени бункер простории, кои што се со херметички врата, што се затвора, кои што не може да се пробие за не дај Боже да ги сместат таму гостите. Сите тие хотели мора да имат приватно обезбедување, што го нема можеби во хотел со 2 звездички, имаш рецепционери толку на врата. Овие хотели имаат приватно обезбедување, исто така имаат видео надзор, односно има камери постојано на целиот комплекс. Тоа се работи со кои што овие хотели за да ја добијат таа 5-та звездичка мора да ги имаат. Значи од тој аспект овие хотели со 5 звездички се можеби за нијанса по безбедно место отколку оние со помалку. Оваа изјава јас сметам дека беше дадена во таа насока, бидејќи сега во Турција е толку хаос да навистина не се знае што ќе се случува. Зборувавме дека луѓето и туроператорите, туристите не може да бидат, господин Ангел, оставени сами на себе. Зборувавме дека не треба да ги учат туроператорите, веќе само ова е споменик тој да треба да кажат, него буквално треба да знаат и некој курс за прва помош за вакви ситуации, кризни ситуации. Сега тоа не постои, така? Да, видите, јас меѓу другото имам и лиценца за туристички водич. Ова не го учивме, но веројатно треба да се наметнат нови стандарди. Сега секоја група има свој туристички придружник или водич
кој можеби сега веќе треба да знае што ако групата падне во некоја ваква ситуација. Така. Како да ги склони, како да реагира, како тие да реагираат во опасни ситуации и можеби тоа ќе треба да се додаде како нов предмет, некогаш општенародна одбрана, нели што учевме, во полагањето за туристички водичи. Тој треба да е лидерот на таа ситуација, бидејќи во група со деца, со семејства, не се знае кој како ќе реагира и тој треба тоа да го организира. Така. За жал, чудно е, но можеби така во иднина треба да се организира. Еве, дури и во авион. Пред секој авион да полета, стюардесите и персонал даваат инструкции. Маската, вака треба да ставите, овде е излезот, овде е влезот и така натака. Значи, постојат тие инструкции, би морало да постојат и за вакви ситуации. Она што пред малку го спомена Александар, некој кажавме, би сакала Александар да го повтори, многу е битно како реагираат амбасадите во заштита на своите граѓани. Те молам, кажи она што не го кажа претходно. Кажавме како реагираше македонската амбасада, меѓутоа мене лично што ми остави впечаток е дека уште рано изутрина уште официјално аеродромот не беше отворен, меѓутоа се појавија луѓе во флуоресцентни лечиња со романски знамења на кои што пишеше Роман Ембесе, и со табли исто романска амбасада и шета буквално меѓу толпата и си ги бара своите граѓани. Да. Тие што беа романци ги препознава, се соединуваа како група, им зема податоци, им дава вода или храна и така групата се оформи. Значи, им требаше на овие луѓе од амбасадата, предпоставувам половина час да направат неколку кругови низ транзитниот дел на аеродромот и да си ги соберат сите нивни граѓани. Мислам, ова е еден позитивен пример како може и во вакви многу тешки безбедносни ризици државата да се грижи за своите граѓани. Така. Оно што морам да прашам сега е дали вие лично се чувствувате еве безбедни како патници, како туристи, кога ќе завртите телефон, дали лесно ги добивате? Ние сме сепак новинари, можеби малку полесно доаѓаме и до амбасадите и до Министерството за надворешни работи, не само во нашата земја, него нели во земјите каде што престојуваме и одиме. Нашата амбасада се грижи за нас. Како вие, како туристички работници, ваше искуство, значи имате ли контакт, како ве третираат кога ќе се јавите во полиција, му украле торба на некој патник, во нивната полиција, во странската држава, цариниците, потоа, не знам, министерствата таму, доколку сте имале да сте морале да контактирате со нив, како се однесуваат? Ги добивате ли информациите или сте оставени на линија на чекање? Не. Знаете што, во добро организираните туристички држави, многу од нив имаат туристичка полиција. На туристите се води голема грижа и тука нема такви, да речеме, опасни ситуации. Автопомош на автопатишта, лекарска помош, тоа е многу добро организирано и секој добро организиран водич или придружник има со себе еден список на поважни телефони на кој број еден е амбасадата од неговата земја и потоа сите важни телефони кои во случај на некоја ситуација треба да ги заврти. Но во добро организираните држави не сме оставени на случајност. Има служби за автопомош, хеликоптери, служби некој ако се повреди на скијање, веднаш ги прибират. Тука е многу добро организирано, но ова излегува од сите тие правила, бидејќи, како што ви реков, овде самите институции на таа држава не работат при воен удар, да. Ситуација на која навистина човек треба да оди малку поприпремен и посмислено. И од сега навистина треба да се вгради во предметот туристички водич и ова. Бидејќи тој не одговара, но тој организира состојбата во која се наоѓаат туристите, и убавата и не убавата. Така. Господине Батковски, професоре, она што го зборувавме уште на почетокот на емисијата за безбедни места, Египет, Шарм ел Шејк во никој случај, Тунис во никој случај, Јордан, Акаба, едно прекрасно место, ризично место, Мароко, Турција, еве во овој момент Кенија, Боко Харам таму, Алжир, Либија, Шри-Ланка, поради сите тие терористички организации таму, Филипини, Малезија, каде што има киднапирања. Меѓутоа, она што е интересно е безбедните места. На половина од оваа листа се места кои што ни се, да не речам, во непосредна близина и пристапни: Шпанија,
потоа Хрватска, Бугарија, Црна Гора, Албанија, се места кои што се за туристите наведени како безбедни, тука се во нашето соседство. Дали тоа значи дека Балканот е рај на земјата, да не речеме ова? Интересна констатација. Балканов и сега, затоа кам Балканов, е извор на многу противречности. Не можеме да бегаме од тие противречности. Така, токму затоа и ве прашувам. Обшествени, па имаат историска димензија, далеку би не одвело. Не вело дека сме јаблко на раздорот, а сепак сме еве сега најбезбедни за туризам. Зависи со кои други територии се споредува. Предходно што спомнавте, станува збор за територии и држави кои имаат внатрешни судири, политички, безбедносни и воени. И целите региони се дестабилизирани. Од Тунис, Египет, знаете, имаше воен преврат. Так. Сегашниот председател Египетска пролет. Офицер кој изврши преврат и легитимно избраната власт ја симна. Морси од муслимански браќа, се сеќавате. Блискиот исток, целиот е едно воено-безбедносно жариште, големо воено-безбедносно жариште, мислам после Втората светска војна, сега најголемо, кај што има најголема концентрација на светски сили, не само на војните субјекти од тоа жариште, тука се инволвирани Соединените американски држави, тука е Русија, тука е Франција. Значи, после Втората светска војна станува збор за едно најголемо жариште. Так. А жариштето не се гледа само во епицентарот, има свој одраз, многу поширок радиус. И токму поради тоа, ризично е не само за туристите. Вие знаете дека над 5-6 милиони бегалци за овие 5-6 години има од ова подрачје. И тие бранови се уште течат. Тие бранови не се сопрени, само што сега одат по криминални канали, класично криумчарење на луѓе. Според тоа, логично е, според мене, врз една добра безбедносна проценка, да се одреди кои од овие дестинациите на овие територии и со кој степен на ризик би биле достапни за туристите. Туристите, така. Според мене, лично мислење, ако има и најмал ризик по животот на одреден граѓанин кој како турист престојува, сметам дека надлежното Министерство на дворешни работи треба да даде препорака да не се алармира, така. Апсолутно. Бидејќи не зборуваме само за напади, зборуваме и за чисто убаво поминување на одморот. Грција. Во Грција во моментов економска криза не видена. Луѓето се гладни, многу голем криминал. Ние новинарите јавивме за многу голем број на случаи на македонци кои што биле измамени на ринг роуд околу Солун. Возиш со автомобилот твој, гледаат дека си македонски таблички или пак српски, нели? Вози покрај тебе човек со дете во автомобилот. Цело време ти блиндира да застанеш, помислуваш дека нешто не е во ред со твојот автомобил, застануваш, излегува и почнува да кука и плаче како остана без бензин, го ограбиле, ти нуди златен прстен, само да му дадеш колку имаш. И сега многумина измамени имаше македонски измамени. Некој едноставно дал 10-20 евра само за да заврши таа голгота, некој се изложил по прстенот и по визит картата, па дал можеби малку повеќе, еден скопјанец со кој што јас разговарав 100 евра го лесниле, бидејќи били со две деца во автомобилот, видел дете му паднало жал и ќе ми ги врати, отиде работата. Меѓутоа еве во овој случај, оно што сакам да прашам, господин Ангел, половина од овие случаи не се пријавени. Не знаат македонците каде да пријават. Да возам во Солун во полициска станица, да пријавам на граница, на која? На нивната или на нашата? Знаете што Грција има туристичка полиција можеби 30 години наназад. Ајве не сме информирани очигледно како туристи. Не сме информирани, бидејќи ви реков, тоа спаѓа во така наречената минимум туристичка култура. Па ние сме нашите туристи сме секојдневно во Грција. Тие зборуваат веќе грчки. Знаат на грчки како се вика вода, лед. Така. А ова не го знаем. Но ова не сака да го научат. Мислат дека нема да им се случи. Најлошото е што... Има ли таа туристичка полиција да се најде на интернет, да се најде телефонски број, да се има контакт, значи го имаат информација, така? И тие праќаат слики каде се на плажа, но ова не ги интересира. Така. Значи, треба човек со малку самосвест да патува било каде. Дури да одите низ Скопје или низ Македонија. Со малку самосвест дека може нешто да ви се случи. Јас мислам дека небрижноста
кај македонците е до таа мера, треба да им падне таванот на главата, па тие да помислат дека може нешто да им се случи. Така. Човек треба да е буден. Така. Не се знае, веќе светот Веќе ништо не е се знае. Да. многу лошо место. Дефинитивно нема веќе безбедно место. Так. Мислам, земете го нашиот пример, ние тргнавме Во за Ница, Ница, за да преку излестувате за Истанбул, терористичкиот напад. и од дома ми рекоа, добра, дали мора кај што секоја глупост се дешава, ти да одиш тама? Ја реков, Ница и Истанбул моментално се најбезбедните градови во Европа, бидејќи во Ница имаше масакари, има многу е полиција. обезбедувањето големо, Неколку после? недели во Истанбул имаш исто терористички напад, обезбедувањето. Сигурно аеродромот е видовме обезбеден. колку беше сигурен аеродромот. Така. Ама Така што бидејќи никој- бевте буден и се одбиваше онака како што треба, јас со одушевување го пратев вашето известување. И бевте многу буден и свесен и многу во и реченици текст составувавте во такви околности. Така. Значи човек треба да е вако. Треба да е буден, треба да е буден. Добро, ние новинарите сме малку изместени кога се однесува на такви ситуации, ни се вклучува мозокот и прво ние да бидеме свесни да известиме за она што е. Токму тоа сакав да те прашам, ти беше тргнат на кај Ница, во Ница, на сред улица, на најфреквентното шеталиште во светот, на најбавата улица во светот. Се случи да влезе камион од колку тони беше и да испогази 80 и кусур луѓе, меѓу кои и деца. Александар, известуваш за вакви занемели настани. Ти известуваше и за балканската рута на мигрантската криза со мигрантите, за сите оние немели случаи загинувањето со воз и диво населје, исто така известуваше. Кога одиш на страна, се чувствуваш ли безбеден? Ние, новинарите, одиме отпосле, некогаш се случува нели да сме во моменти, меѓутоа секогаш сме во жижата. Не можам да кажам дека се чувствувам секогаш безбеден, меѓутоа safety first, како што викат, искрено мислам и покрај што одиме тамо не само за да видиме што е случува, меѓутоа треба и да известуваме, секогаш гледам првен себе си да се заштитам. Меѓутоа овој конкретниот случај со Истанбул, ја прв пат можеби во мојот живот кога се однесува за безбедноста, се почувствував немоќен да направам било што. Си во некои 2000 квадратни метри затворен, не можеш да излезеш, не знаеш колку време ќе останеш внатре, не знаеш што точно се случува, слушаш детонации, слушаш пукање, слушаш паника. Не знаеш колку ќе трае. И мене искрено не ми беше сеедно, бидејќи во ние сме пак новинари, знаеме точно што значи воен удар и во главата И што може се да си ги следи. правиме сите можни сценарија. Така. Имаме тука и дома и фамилија, знам мајка ми колку пати како реагирала, ми вика Александар, сине, секоја глупост во државата, што е морали ти тамо да одиш? И сега кога се врати, викам добро, сега исто, не беше во државата, не ми кажа тамо да не одам. Така што има многу сценарија што се вртат во глава, имаш и професионални обврски, треба да известуваш, меѓутоа, еве, последниот случај што за мене, барем во мојата неколкогодишна кариера беше најдраматичен, се за среќа успешно се заврши и безбедни, здрави, живи со снимателот Игор Чадиновски се вративме во Скопје. Дома. Така да се надеваме дека нема да улетувате повторно во вакви ситуации, дека нема да известуваме за вакви ситуации. Сите ние новинарите малку сме на тапет и со прст не покажуваат дека ете ние сакаме вакви црнила, бидејќи тогаш нели се случуваат вести, меѓутоа верувајте најмалку што сакаат новинарите да известуваат за вакви работи. Затоа сега ќе ја свртам, ќе ја заборавам тука оваа тема и ќе ја свртам на поубава тема. Ги споменав дека Бугарија, Црна Гора, Албанија, Дубај се нели тука овие балкански, па еве овие нели Дубај, Абу Даби и така натака. Меѓутоа тука и Македонија. На оваа безбедна листа и нашата оваа Македонија. Не имаме прекрасни места за кои што јас тврдам дека 90% ние македонците не ни знаеме дека постојат во Македонија. Господин Ангел. Да, ние пред оваа емисија нели поразговаравме, ние имаме трпејца која чека да стане Сент-Тропез. Меѓутоа само треба да Која чека да Так. за нас Так. да стане, иначе таа по природа по е. природа е. Зошто таа трпејца да не стане Ханиоти или сега најновата плажа на Преспанското езеро Стење. Стење, навистина посетив за великденските празници. Ханиоти. Со малку уредување и со малку кампања, таа мора да стане Ханиоти. Ние си имаме овде. Но малку ги ставаме, или може би по македонски е поважно да се летува во Ханиоти. Па да ги прекрстиме. Па да ги прекрстиме и така трговскиот центар се вика Лептокарија.
Така. Може и ова да Беверли Хилс. И Беверли Не забораваме. Хилс. Тоа е малку смешно и карикатурално, но имаме прекрасни места. И треба да им се обрне внимание и од нас, туристичките работници, и од туристите, но и од државата. Така. Сега кога стење малку доби некоја нова димензија, многу интересно. И топло го препорачувам. Еве ова што ни се случи, прекрасен еден пример, едно од најгледаните, да не речем и најчитаните на нашиот сајт телевизија nova.mk е информацијата од нашиот дописник од Прилеп Дарко Штарговски за Мермерното езеро, кое што фантазија. Така, тоа со многу малку пари, многу малку инвестиција може да се направи прекрасно место. Природен феномен, Така. кој навистина јас, во било која организирана држава, за една недела ќе имаше нов автопат до таму. Да, 6 веднаш ќе километри. се асфалтираше, така. И треба тоа навистина брзо да се реагира. И да се заштити. Значи не само за пристап да се направи за туристи, туку и за да се Да заштити. се организира, тоа да си остане онака чисто и природно како што е. А тоа може да се направи многу брзо. Многу брзо и многу лесно. И многу Така. лесно и многу... Бидејќи ајде природата речем, веќе го направила. Не треба нешто едноставно многу. и ефтино. Така. Само неколку работи да се додадат и тоа е феномен само за себе. Така. Ќе одиме сега уште еднаш на реклами и ќе се вратиме. Освен убавите примери за Македонија, сакам малку да ги споменеме и лошите. Одиме се реклами, па се враќаме во студиото. Ги споменавме убавите места во Македонија, го споменавте новото природно чудо, Мермерното езеро во Прилеп, Стење, плажата, потоа Трпејца, имаме прекрасно Маврово, имаме прекрасно Берово и така натака и така натака. Смоларските водопади, Вевчани, прекрасни предели во Македонија, каде што може да се помине летување за, верувајте, околу 100 евра, јас колку што можев да најдам на интернет, значи за 4 дена може слободно да се помине со 100 евра и тоа зборувам фамилија од 4 лица, 4 до 7 дена, семејство. Го имаме и прекрасниот Охрид, кој што странците се водушевуваат од него. Меѓутоа, имаме многу места кои што ги имаме, а ги немаме, се запуштени. Едно Скопје. Го има езерото Треска Матка, кое што со години не се среди, додека Белград ја има Ада Циганлија, каде што е веќе атракција. Ние го имаме овде, не го средуваме. Имаме многу такви места кои што не се грижиме за нив. Знаете, ние имаме, можеби, јас многу често од колегите сум критикуван дека имаме чуден карактер. Пред 2 години имав израелска група и патувавме од Охрид преку Деварското езеро, Маврово до Скопје. Луѓето, целата група рекоа: Боже, дајте ни оваа држава една година под наем да ја средиме. Видоа дека многу нешта се несредени, дури немарно упропастени. Ние имаме чудна неодговорност према сопствениот имот, тоа е нашата држава. И тука треба да се однесуваме многу построго, почувајќи од државата, па и сите ние. Така, како луѓе. Секој од себе да почне, да. Ако некој се воодушевува, не ни прават комплименти, навистина е убаво. Ова што го рековте за Матка, исто одев со туристи по езерото до пештерата Врело. Има некои полудиви, населби, тие може да се осмислат, да не се полудиви. Така. И тоа ќе биде рајско место. Езерото Треска, јас се сеќавам дека сум одела на езерото Треска со моите родители како дете, тоа било Кањон прекрасно. од 30 километри и може да се направи една убава организирана камп населба, туристичка населба. Јас дури имав една замерка и една писмо во Дневник за се бонеа во Преспа, ќе се пропастела колонијата на пеликаните, не пипајте и Преспа остана непипната и пуста. Така. И јас им реков, или пеликаните на Преспа, а Преспа ни во Австралија. Бирајте. Значи, можеме тука да си направиме ние. Имаме ние. Има Што? простор за се. И за пеликаните, и за убава ривиера. Така. Ќе се вратиме сега на лошиот аспект за темата, затоа што сме на самиот крај, имаме уште по неколку реченици од секој. Што се случува на светот, каде и како безбедно на одмор. Од туристичка страна што можеме да им препорачаме на гледачите, значи секогаш имајте си го бројот на туроператорот, дали може накратко еве. Што е она што е основно од вашиот аспект што може да му препорачате на туристот? Па видете, секој во джебот треба да го има
бројот на туроператорот, бројот на хотелот кај што се наоѓа, бројот на амбасадата во државата во која се наоѓа и веројатно бројот на локалната полиција. Тие неколку броја треба секој да ги има во джебот, порано тоа беше незамисливо и непотребно, но денешните услови се сосема други, тоа треба да е стандард и норма и да се прифати нормално уште во агенцијата ако му се дадат такви сугестии. Веќе светот се измени. Рековме, господине Батковски, систем, ланец на систем, на кој што на врвот ќе биде државата, која што ќе пресече и ќе го стисне црвеното копче каде да, каде не. Системот надоле да се расчленува се до самиот турист. Ги споменавме дека мора самите луѓе да имаат некој вид на обука, за не дај Боже, нели? Меѓутоа, еве, накратко се случува напад, она што го рековме преска, како да реагира еден турист, кај кого да се обрати, како да се заштити, според вашето искуство, нели сите овие анализи кои што се ги правиле низ годините? Во ова реков на стратегиско ниво, значи државата мора да обезбеди систем, да постави на своја стратегија во која ќе бидат вклучени Министерството за надворешни работи по дефолт, разновачката служба, туристичката комора со туристичките организации и Министерството за внатрешни работи заедно со сите здруженија на граѓани кои се заинтересирани за туристички патувања. Завршувајќи со поединецот, со граѓанинот. Тоа е една работа која мора да се направи, бидејќи сложеноста на ситуацијата и новите ризици тоа го изфрлија на површина. Второ, во туристичките организации и туристичката комора, според мен, треба веќе да се вработуваат безбедносни стручњаци, чија потесна задача ќе биде токму ова што вие го прашувате. Од безбедносни едуцирање на вработените прво, потоа на туристите, до соработка со странскиот туроператор, домакинот, така да кажам, и институциите од државата домакин на планот на безбедноста на туристите. Тоа се две, според мене, основни задачи што би требало да се направат, но не како кампања, како една задача сега. Туку тоа да се биде еден стандард. Имено како еден стандард, затоа што очигледно сите проценки покажуваат дека ризиците се зголемуваат и дека степенот на насилство е многу поизразен. Имаме веќе, гледате, вие насилства со огромен број на жртви. Ница, Кемалата Турка аеродромот, сега во Германија, Франција, да не ја заборавиме, Париз, пред една година. Тоа се огромен број на жртви. Соединените американски држави, исто. Кај што веќе сега цел на напад се полициски... Не, мислите за Америка, да, веќе и полицијата. Видите, значи има поединци и групи кои веќе израснале, се издигнале до таков степен на идеја и на оперативност да убиваат во еден напад по тројца, четворица полициски офицери. Тоа беше незамисливо за Соединетите американски држави и тоа е еден многу сериозен индикатор кој мора да го следат институциите и од нашава држава. На овие пред две битни полини. Александар, ке завршиме со тебе. Ние новинарите сме секогаш мостот помеѓу институциите и јавноста, ги информираме. Ти како репортер секогаш информираш каде да се јават граѓаните, ги даваме постојано на телоп оние информации, каде да добијат информации, каде да се јават кога има вакви ситуации. Еве, како новинар, како човек што беше на аеродромот, виде како реагира другите нашинци или другите патници, еве еден совет од тебе за вакви ситуации. Па советот, според мој мислење, не може да биде универзален, бидејќи овој настан ми покажа дека секој човек не исто реагира кога е под стрес или кога е во опасност. Имаше луѓе што реагираа многу смирено, ја задржаа ладноглавоста, меѓутоа имаше и луѓе што панично. Така што ја баш сега докога разговарате, размислував која била таа порака што би функционирала кај секој. Мислам дека такво нешто не постои. Единствена порака е таа дека во такви случаи треба само да се задржи присебноста, да, и пред се да се погрижите за својата безбедност и колку што е можно побрзо да обезбедите информации како да се заслоните. Ви благодарам на тројцата за гостувањето. Има уште многу работи да зборуваме кога сме кај туризмот и да ни се деси нешто, случи нешто надвор. Осигурани ли сме ние како македонски туристи, странците имаат дебели осигурувања и животни и вакви и такви, но сметам дека тоа се големи теми на кои што ќе треба повторно да се собереме овде во студиото на телевизија Нова, колку државата се грижи кога еве ќе се случи
не дај Боже, авионски несреќи има, па слушаме холанѓаните колку им исплати оштета на туристите кои што загинаа во авионската несреќа и така натака. Затоа ветувам, ќе се собереме уште еднаш во ово студио во овој состав и благодарам што бевте вечера во отвореното студио. Вам, драги гледачи, благодарам што бевте еве овие час и половина со нас. Останува на препорака. Читајте ги ливчињата што ви ги даваат туристичките агенции, броевите кои што ги има на нив, бројот од хотелот каде што престојувате, бројот на туристичката агенција, евентуално бројот на туроператорот кој што е со вас, бројот на амбасадата, најдете си го на интернет на амбасадата на Република Македонија во земјата каде што патувате, бројот на полицијата, рековме, тоа се работи кои што мора да ги имате при себе за секоја безбедност, за секој случај, затоа што еве гледате светот каде отиде, не знаеме што се случува. Останете безбедни, се надеваме дека до крајот на летото ќе имате убав одмор, нема да има вакви случувања таму каде што нашите македонци ќе одат на одмор, а за да бидете најбезбедни, Македонија има прекрасни места. Добра ноќ.